13 години слушаме ветувања за нов клинички центар и никако да види бел ден. 13 години секој нов министер со нови ветувања, предизборни ветувања, дури се правеа физибилити студии, се сеќа и црвени ленти, но досега еве 13 години потоа новиот клинички центар останува само на хартија. Што е причината зошто не можеме толку долго да го изградиме? Дали е трката за кој ќе ги земе профитите и славата од изградбата на новиот клинички центар? Но ајде со ред. Еве како одеше од 2010 кога за прв пат чувме идеја за изградба на нов клинички центар. Во тоа време ВМРО ДПМН и ДУИ се на власт. Они најавија изградба на нов клинички центар, во тоа време Бујар Османи беше министер за здравство. Идејата беше да има 195.000 метри квадратни локации кои што беа во игра, Бардовци или касарната Илинден. Се велеше дека ќе има најсовремена технологија, дека дури 50% од креветите ќе беа еднокреветни за да има приватност на пациентите и дека ќе се изгради посебен железнички и автобуски терминал за да може полесно да се стигнува до клиниката. За овој проект се изработи физибилити студија, чинела $200.000, а време потребно за изградба било некаде околу 5 години, а да чини 450 милиони евра. Но работите се менуваат, се менува власта. Во 2017 министер за здравство станува Никола Тодоров, нов клинички вели е скапо и најавува нов проект. Нова зграда да се гради на местото на стара гинекологија и реновирање на останатите објекти на каде што е постојниот клинички центар Мајка Тереза. Локација значи истото место каде што сега се наоѓа клиничкиот, да има површина од 46.987 метри квадратни, значи да има подземје, приземје и 9 ката над земја, дури се предвидуваше изградба на хелиодром. Вкупната сума на чинење 128 милиони евра, од кои 70 милиони евра би се потрошиле само за новиот објект, а останатите за реновирање на старите објекти. Новиот клинички центар ќе овозможи врвен третман на пациентот и негово олеснето движење и удобност во рамки на објектот. Задоволени се највисоките меѓународни стандарди за енергетска ефикасност на зградите. Се склучи и договор, и тоа само неколку месеци пред да ја загубат власта со Гранит Бетон и една италијанска компанија. Дури Груевски и Тодоров сеча и лента за старт на изградбата, но до ден денеска местото на стара гинекологија се уште дупка. Време на завршување требаше да биде 2021 година, но до ден денеска ништо. Зошто? Затоа што тогаш дојде до смена на власта, доаѓа на власта ДСМ, министер за здравство е Арбен Таравари, веднаш се најави ревизија на проектот на Тодоров. Најавуваме дека ќе има ревизија на работењето на владата со технички овластувања во заминување. Меѓу другото, ќе бидат преиспитани и процедурите преку кои што во последен момент пред трансферот на власта Тодоров и соработниците влегоа во договор за изградба на нов клинички центар. Направија ревизија и заклучиле дека една нова зграда и реновирање на другите е недоволно решение и нема да го реши проблемот и тие го кинуваат овој проект и најавуваат комплетно нов проект. ВМРО ДПМН во тоа време обвинува дека со тоа пропаѓаат 72 милиони евра кои биле веќе обезбедени пари, а и нормално се направи проблем затоа што фирмите кои што требаше да го градат клиничкиот центар веќе беа избрани. Но повторно се менуваат работите. Во 2020-та нов министер за здравство доаѓа Венко Филипче и тој најавува сосема нов проект и вели новиот клинички центар во овој мандат сигурно ќе почне да се гради. Ова е еден капитален проект со кој што сметам дека ќе решиме проблемот на здравствена услуга за следните неколку децении. Неговиот мандат заврши, клиничкиот центар се уште не почна да се гради. Тогаш во негово време Бардовци отпадна како локација за да се гради новиот одново клинички центар, бидејќи имало многу приватно земјиште и скапо би била експроприација на ова земјиште. Нова локација одбрана Ѓорче Петров и се велеше дека сите клиники ќе бидат на едно место, ќе биде огромен комплекс, дури медицинскиот факултет ќе биде во рамките. Цена за изградба 500 милиони евра. План било да се градат 4 блока, стариот клинички да се сели постепено. Како ќе се бидат готови новите блокови, така постепено се сели клиничкиот центар, а крај на изградбата на првиот блок предвидуваа во 2024 година. Предлог законот стигнува во собрание, но тука и застанува затоа што има блокада од ВМРО ДПМН со поднесување над 2000 амандмани. Образложение на ВМРО ДПМН, кога во овој момент е во опозиција, вели дека нема проект, има само физибилити студија, дека ќе се потрошат многу пари и според нив подобро е да се реновира стариот и поевтино отколку да се гради сосема нов клинички центар. Целиот тендер и грабеж кој се подготвува за клиничкиот центар во Скопје е класично лудило. И работата застана тука, доаѓа нов министер, Беким Сали.
тој сега пред неколку недели изјави дека е против решението на Филипчин, најавува повлекување на законот, ќе се разговара со партиите за да се има консензус и одново се разгледуваат нови локации за изградба на клиничкиот центар, но потенцираат и од владата дека во овој момент не е дојдено до фаза да се знаат локациите, големината или содржината на проектот, само се знае дека се ќе се работи одново. Зошто толку време се чека во Македонија да се изгради овој центар и зошто кај нас би чинело 500 милиони евра, кога еве само колку за споредба во Србија, значи еден клинички центар во Скопје цена чинење 500 милиони евра, во Србија 4 клинички центри, од кои 2 се веќе целосно изградени, чинат 400 милиони евра. И тоа во Белград, за кој што велат дека е еден од најсовремените клинички центри во регионот во овој момент, чинел 260 милиони евра, Ниш 55 милиони евра, а во овие 400 милиони влегуваат и Нови Сад и Крагуевац. Мора да кажеме дека не се работи, иако новиот клинички центар во Белград е на старото место, сепак не се работи за стара зграда, туку комплетно нов објект, една комплетна нова кула од 86.000 квадратни метри, во која има 34 операциони сали. На 12 ката е, 23 лифта има, 825 болнички кревети, 6 скенери, 3 магнетни резонанци, 12 рентгени и гаража со 640 места. Тој во Ниш исто така е модерен и велат дека чини 50 милиони евра и тоа со се опремата внатре. На 50.000 квадратни метри се простира нова зграда на 7 ката и реконструкција на постојната. 38 клиники, 1500 кревети, банка за крв, посебен дел за трансплантации, хелиодром, паметна зграда со контрола од една соба и независна за вода и струја до 7 дена. Исто така во Загреб во 2023-та ќе никне нова приватна клиника, приватна болница за која вела дека ќе е поголема и од јавните здравствени установи во оваа земја, 10.000 квадратни метри, а ќе чини само 20 милиони евра. Зошто тогаш кај нас толку ќе чини овој клинички центар 500 милиони, но ајде еве и да кажеме потребен ни 800.000 пациенти годишно поминуваат ни сега старите ходници, руинирани згради. Дали ќе дочекаме нов клинички центар, како што тргнале работите, ќе се изначекаме.